Добро вечер, почитувани слушатели. Се разбира, вие слушате емисијата Гласот на вистината. Навистина сакам да ви посакам мир, благослов Божи. Се разбира, тука сме и оваа вечер по милоста Негова, да можеме, се разбира, да го прославиме нашиот Господ и Спасител, кој што навистина е дел од нашиот живот. Почитувани слушатели, дали сакате вие Господ кој е творец на небото и земјата, кој те создаде тебе, кој те обликува тебе, со неговата рака да биде дел од твојот, се разбира, живот. Почитувани слушатели, како што напоменав и во минатите емисии, зборуваме за големите прашања. Всушност, од каде сум, зошто сум на светот и каде после смртта. Напоменав дека овие се многу битни и многу клучни прашања, кои што може би многу често пати ги дискутираме, разговараме, бараме помош, читаме друга литература, се со цел да најдеме одговор на овие прашања. Ова вечер ве советувам, земете ја Библијата. Таа ќе даде одговор, потполен и целосен одговор на вашите прашања, всушност за овие големи прашања за нашиот живот. Од каде сум, зошто сум на светот и каде ќе одам после смртта. Ова го окарактеризираат целокупниот наш живот. Всушност, кои сме ние? Од каде сме ние и зошто сме на овој свет? Дали гробот е последната локација и повеќе нема ништо? Дали постои завеса каде што може да се види нешто за таа завеса? Ако ја читаме Библијата, ќе видиме многу одговори кои навистина не измачуваат. Може би многу ноќи непреспани се со цел да најдеме одговор на овие прашања. Но почитувани слушатели, затоа постои емисијата Гласот на вистината и се надевам дека во иднина на вистина ќе можеме вакви теми заедно да разгледуваме, да се поучуваме од зборот Божи. Почитувани слушатели, читајте Библијата и ќе ги најдете сите одговори на сите буквално ваши прашања, без разлика од која сфера на вашиот живот. Прашајте го Бог, се што вас ви е потребно. Тој ќе ви помогне. Не само во таа духовна сфера, туку Бог може во секој поглед од вашиот живот, се разбира, да ви помогне доколку вие го побарате. Почитувани слушатели, јас длабоко верувам дека емисијата Гласот на вистината е таа кој може во многуте прашања, во многуте сфери од вашиот живот да ви помогне. Затоа што верувам дека даваме комплетни одговори за вашите животни прашања. И затоа зборувам за големите прашања на животот. Зошто сум на овој свет? Тоа е едно од поголемите исто така прашања. Видовме, откривавме. Зошто сме на овој свет? И видовме дека доаѓаме од промислата на нашиот Господ Бог. Потоа видовме што Господ му зборува на пророкот, се разбира, Еремија, дека тој го обликува во утробата на неговата мајка. И вели, пред да те обликувам во утробата, јас те познавав. Внимавајте, пред да дојдеш во утробата на твојата мајка, пред да зачнеш, пред се да се почни со тебе, јас едноставно Господ му вика на пророкот Еремија, јас те познавав. И пред да излезеш од утробата, те посетив, те поставив за пророк над народите. Почитувани слушатели, сакам само да ви кажам и да напоменам дека Бог не познава сите нас. Бог го познава нашето срце, ги познава нашите мисли. Бог ја познава, го познава твојот и мојот мотив. Тој те знае тебе. Исто така апостолот Јаков се занимава со оваа прашање во Новиот Завет. Тој е полубратот на Господ Исус Христос. Потоа па дури и Исус се занимава со нашето срце, затоа што книгата на проповедникот, поточно книгата
изреки, Соломон, мудриот Соломон зборува дека од него извира животот, од него доаѓа животот и дека во нашето срце е сместен, се разбира, животот. И тој ги познава намерите, мислите на самото срце. Понатаму еве што ни вели Библијата: благословен е човекот кој се надева на Господа. Кој му е надеж, му е Господ, зашто тој ќе биде како дрво посадено крај води, што го пуштаат или што пуштаат корење свој покрај поток. Тој не стравува кога настапува приепек или суша. Лисјата му се зелени и во времето на сушата не се плаши и не престанува, се разбира, да дава плод. Псалмистот Давид во неговиот псалм вели вака, тоа е всушност првиот псалм 3 стих: тој како дрво посадено крај вода изворска, кој својот род го дава навреме, но чиј лист не венее и во се што прави напредува. Во се што прави тој е благословен. Тој не се плаши, затоа што надежта негова е во Господа. Надежта негова е во Господ. Надежта негова, целта негова на овој свет не е во материјалните работи, туку во Господа, затоа што тој верува дека после овој свет, после овој живот, постои друг свет, постои друг живот. И тоа е надежта на верата. Всушност тоа е надежта на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. И благословен е тој кој што се надева на ваквите нешта. Се започнува со Бога и од Бога. Библијата многу јасно и гласно зборува по оваа прашање, дека се започнува од Бога и со Бога, и за Бога. Еве ќе отвориме во Колосјаните 1 глава, ќе читаме 15 и 16 и еве што ни вели таму текстот. Тоа е слика на невидливиот Бог, првороден пред секое создание, бидејќи преку него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо, било престоли, било господарства, било началства, било власти, се е преку него и за него создадено. Значи, се што може да се види, се што е создадено видливо и невидливо, е создадено за него. Тој го креирал и го создал за него. Па дури човекот кој го креирал Бог со својата рака е создаден за славата Божја, затоа што тој ја отсликува или го отсликува образот Божи. Човекот е представник и го отсликува Бог, и затоа е за славата на нашиот Господ и Спасител, се разбира. Почитувани слушатели, исто така, сакам да видим уште нешто. Тоа е зошто сум на овој свет. Уште пред да дојдам на овој свет, Бог не познавал. И нашето доаѓање на овој свет е за славата на Господа, како што напоменав и како што реков, дека Бог е тој, се разбира, кој не обликувал и кој не создал на овој свет. Во Излез 33:17 се вели вака: и Господ му рече на Мојсеј, ќе го направам тоа што го кажа, зашто најде милост пред мене и те познавам многу добро. Гледате како Бог му се обраќа на Мојсеј и му вели: те познавам многу добро. Бог го познавал Мојсеј, и кога ќе читаме како Бог на еден специјален начин го заштитил животот на Мојсеј. Зошто? Затоа што Бог го познавал, се разбира, Мојсеј. И затоа Господ му вели на Мојсеј дека многу добро јас те познавам. Сакам да отвориме во Новиот Завет, во Лукиното Евангелие, да го видиме настанот меѓу Захеј и Исус. Значи, Лука, Евангелие на Лука, 19 глава, ќе читаме од 1 па 5 стих. Зборуваме по ова прашање дека Бог не познава. Потоа влезе Исус во Ерихон и минуваше низ него. И ете еден човек по име Захеј, кој беше началник
на цариниците беше богат. Настојуваше да го види кој е тој Исус, но не можеше од народот зашто беше низок по раст. Затоа потрча нанапред и се качи на една дива смоква, за да го види, бидејќи покрај неа требаше да помине. Исус пак кога дојде на тоа место, погледна нагоре и го виде и му рече: Захеј, слези бргу, зашто денес треба да бидам во твојот дом. Интересен настан. Моето следно прашање е ова: од каде Исус го познава Захеј? Тоа е многу интересно прашање. Од каде Исус го познава Захеј? Кога ќе отвориме во Лукиното Евангелие 7 глава, ќе видиме навистина еден уникатен пример по тоа дека Бог не познава, Бог не знае. И тој има план со нашиот живот. Значи Бог има цел, зошто си тука. Тој те познава, тој те знае и затоа така му се објавува на пророкот Еремија. И не само на пророкот Еремија, потоа на псалмистот Давид и на многу други Божји луѓе, Бог му се објавува и јасно и гласно му зборува. Зошто се тие тука дојдени на овој свет? Која е смислата? Дека Бог не познава. Тоа е многу важно и клучно да го знаеме, дека Бог не познава уште од утребата на нашата мајка, уште пред да бидеме создадени, уште пред да бидеме обликувани, уште пред да зачнеме во утробата на нашите мајки, Бог не познава, затоа што ние сме во Бога, ние сме Божја промисла. Бог не знае унапред и тој не има унапред во неговата рака. Замислете си кога Исус легува во домот на Симеон. Симеон беше човек вероучител или човек книжник кој го водеше, се разбира, народот Божи, тоа е Израел. И потоа доаѓа една жена блудница. И знаеме, текстот изборува што се таму се случувало. И сакам тоа да го отскокнам заради времето, почитувани слушатели. Но Симеон во себе си размисли, ако Исус е вистинскиот пророк, вистинскиот Месија кој беше најавен од самите пророци, точно ќе знаеше која е оваа жена. А потоа Исус се врти кон Симон и му вели: Симоне, Симоне, ја познавам која е оваа жена. И интересното прашање е ова: како може Исус да ги прочита мислите на Симеон, кои доаѓаат, се разбира, од неговото срце? Не заборавајте, Бог те познава. Те познава тебе, се разбира, ме познава и мене. Всушност, Библијата вели дека Бог не познава сите нас. Еве ќе отвориме заедно во Евангелието на Јован, 2 глава, и ќе читаме од 23 па се до 25. И еве што вели таму текстот. Кога беше во Ерусалим на празникот Пасха, мнозина гледајќи го и чудејќи се на неговите знаци, што ги правеше, поверуваа во него или во неговото име. Но самиот Исус не им се доверуваше, бидејќи ги познаваше сите и немаше потреба никој да му сведочи за човекот, бидејќи тој сам знаеше што има во човекот. Исус знаеше се што има во човекот. Бог знае која е твојата намера, кој е твоето срце. Почитувани слушатели, само сакам да ви укажам дека навистина имаме можност да слушаме за овие прекрасни прашања и да ги слушаме, се разбира, одговорите. Не сме создадени да бидеме алчни, да нашето срце е преполно со алчност, со сребролюбие. Туку Библијата вели целта за тоа што ние сме создадени е да му дадеме чест и слава на Господа и да му се поклонуваме него во дух и вистина. Затоа што Исус и вели на самарјанката: вистинските поклоници на Бога му се поклонуваат во дух и вистина. Почитувани слушатели, интересно, зошто сме на овој свет? Бог те познава, Бог ги чита намерите на твоето срце.
Бог знае се за тебе, зошто си тука. Зошто си дојден на овој свет. Тој знае зошто си тука. Зошто сум јас тука. Зошто многу нешта се случуваат. Бог знае. Библијата вели дека се е под Божја контрола, па дури твојот и мојот живот е под Божја контрола, е во Божи раце. Ти и јас не знаеме, но Библијата е таа која открива зошто сме тука. Тука сме заради Него, заради Христос, нашиот Господ и Спасител. Бог им план со нашиот живот. Почитувани слушатели, имајте убава благословена вечер. Се разбира, Господ нека биде со вас. И ако даде Господ, продолжуваме наредната емисија да зборуваме зошто сме на овој свет. Не само тоа што Бог знае, но Бог и ни открива зошто сме тука на овој свет. Бог ни зборува преку Неговото свето писмо. Но немојте да го завушувате Божиот глас кој е во вас, кој секојдневно се разбира ви зборува или ве напоменува. Почитувани слушатели, имајте убава и благословена вечер и Господ со вас. Се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер и убав сон. Чао!